Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска во нашата програма, во оваа емисија, наш гостин, професор доктор Игор Неделковски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, со кој го реализираме традиционалното новогодишно интервју. Ректоре, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Благодарам, задоволство ми е. Традиционално, нели, во ова новогодишно интервју ги кажуваме настаните кои што ја одбележале годината, се навраќаме на она што можеби беше највпечатливо, најинтересно, најдобро за универзитетот. Меѓутоа, ова 2025 година ја паметиме и по тоа што во ова година, 25-та, го добивте и вториот мандат за ректор на универзитетот, па еве да започнеме со тоа. Голем предизвик, но и гордост, ќе речеме за вас. Да, навистина, вториот мандат, посебно начинот на кој ја добив поддршката од колегите со, мислам дека беа околу 85% од сите вработени академски кадар и представници на студентите кои се запишани на избирачкиот список, околу 300, гласале за, или 95% од оние, околу 95% од оние кои што излегле тој ден на гласање, бидејќи некои беа отсутни или спречени, е голема обврска. Навистина за мене е големо задоволство што ви кажува дека ако преку 90% од колегите и студентите се задоволни од првите 3 години, нема поголемо задоволство за мене, но е голема обврска дека тоа кажува дека во наредните 3 години мора сите, тргнувајќи од мене, мојот тим секако ректорски, но и сите вработени и студентите да работиме да оваа доверба биде оправдана и надградена. Впрочем, јас по моје лично убедување сум приврзаник на тоа што Укло е институција која веќе 46 години како универзитет може слободно да каже дека наредната е подобра од претходната. И затоа има ваков раст, така да сум сигурен дека и ќе продолжи тој тренд и во овие наредни 3 години. Да, тоа значи до реализација на вашата програма што имавте понудено во првиот мандат и надоградена во секој случај. Да, програмата и кога давав отчет за првите 3 години, мислам дека она што беше ветено преку 90% беше реализирано, но знаете, многу е потешко нешто да се започне отколку да се одржи. Така да имаме сега предизвик, она што го започнавме во првите 3 години, да не биде залудно па да исчезне. Сега мора да го продолжиме и во овие 3 години, за да тоа веќе стане пракса, ако нешто се спроведува, значи повеќе години веќе станува пракса, а и од она веќе и јас и мојот тим ректорски од проректорите и комплетните така ректорат веќе сме помудри, научивме многу лекции и така да го надградивме онај план што беше поднесен во 2022, така да во периодот 2025-2028 не чека и проширување и надградба на програмата, но велам што е и предизвик и задржување на континуитет на постојните активности.
Кога веќе зборуваме за континуитетот, неизбежно е тука да се спомене и членството на УКЛО во Европската универзитетска алијанса, веќе втора година. Како што и самиот кажавте, нештото се започна и треба да се одржува и да оди во нагорна линија. Па, согласно договорот за финансирање на алијансата, што го имаме со Европската комисија, ние веќе по втората година имаме една евалуација која ќе биде наредната година. Веќе нашиот раководен тим почна да ги спрема извештаите, остварувањето на зацртаните цели, на зацртаните таргети, така да веќе ќе имаме еден пресек после првите 2 години, а во овие наредни 2 ќе треба да она што се започна во првите 2 да се утврди како пракса, па дури може би и да се прошири и да дополни, иако таму концептот е баш оној што го реков и со мандатите. Во првите 2 години се ставаат основите, а во наредните 2 години она што ќе се утврди во првите 2 треба да стане пракса. А после 4 се дава барање за ново финансирање. Тогаш ние самите не оценуваме дали сме успешни или не, туку ќе не оценува Европската комисија на начин кој што се уште не е утврден, дали таа алијанса заслужува да се финансира и понатаму или не. Така, али тука можам да кажам слободно во овие 2 години дека сме меѓу најдобрите членки од тие 9 на алијансата, со исполнување на сите таргети, со правење дополнителни активности и надвор од планираното, така да баш во наредниот период од 2 години мислам дека ќе имаме уште подобри резултати во Колорс, бидејќи кога почнавме не само ние, никој, ниту германците, ниту французите, ниту италијаните, ниту било кој друг член на алијансата не знаевме што е тоа алијанса. Овие 2 години учевме. Учевме и ние, нели, во тек во од, што се вели. Јута добро е и опште забелешката и меѓу граѓанството дека со започнувањето или вклучувањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола токму во Колорс, некако како да се придвижија повеќе работите на универзитетот, универзитетот веќе се препознава на еден поинаков начин. Па и самата цел на алијансата е тоа, бидејќи тоа е алијанса на регионални универзитети. Значи, никој од членките во алијансата не е во главните градови на своите држави, не е од оние врвни истражувачки универзитети, туку сите ја имаат поблагородната мисија од оние универзитети во главните градови или кои што се на врвните места на светските ранглисти. Бидејќи тие универзитети помагаат за регионалниот развој, за да се спречи иселувањето, да се спречи намалувањето на миграциите и внатре во самите држави. Ние имаме региони како што е, например, универзитетот во Падерборн, кој што е лидер на Колорс алијансата, тие се горди дека тој универзитет спречува да се напушта тој регион на Падерборн, да се иселуваат сите во големите индустријски центри во Берлин, во Хамбург, во Минхен, Франкфурт и така натаму, и се горди на тоа бидејќи имаат поблагородна мисија од тие водечки универзитети како што е Хумболт, како што е Техничкиот универзитет во Минхен, бидејќи таму студираат и онака студенти кои било кај да се би се снашле во својот живот. А овде придонесуваат на својот развој, така да и ние како УКЛО ја прифативме таа мисија да не функционираме сами за себе или само за студентите или само за вработените, туку да функционираме во регионот, да не видат сите, да не препознаат сите. И оние студенти што размислуваат дали да се продолжи во странство, во Скопје или да се остани дома, да видат дека и тука има добра алтернатива, можеби и подобра за нив лично. Затоа е
она постојана присутност во јавноста во медиумите не заради наше рекламирање, бидејќи ние не остваруваме приходи од рекламирањето, не сме трговско друштво, ама целта ни е да со тоа наше присуство оние студенти кои можеби и нивните родители, секако и тие имаат улога во кариерите на своите ќерки и синови, да увидат дека и тука има добра иницијатива и тука дека може да се добие европско образование и да се одлучат своите кариери да ги продолжат онаму каде што живеат, а можеби и да привлечиме и од други региони. Крилатицата на Укло веќе добро позната, корени и крилја европска диплома дома и во 2025-та еве ни донесе можеби и задржување на бројот на новозапишани студенти. Нас посебно не радува фактот, после скокот во предходната 2024 година на прв циклус студии, дека во 25-та го задржавме тој број со маргина негде испод 1% на студенти и тоа е, мислам, оптимумот што може да се постигне во ситуација кога бројот на матеранти константно се намалува. Ние ја задржавме таа бројка околу 1100 студенти. Битно е повторно да не се спруштиме од можеби психолошка граница од 1000 студенти, но мене ме радува нешто друго. И тоа ни дава за право да веруваме дека добро работиме. Константното зголемување на студенти на втор циклус студии, магистерски или специјалистички, веќе трета година поред имаме раст на бројот на студенти. Зошто мене тоа ме радува? Магистерските и специјалистичките студии не се финансирани од државата. Тие се само финансирани од нашите студенти. Ако некој дипломирал на својот универзитет и одлучи да продолжи, а не мора, бидејќи магистерските студии, реков, може да се ги запише било каде, по исти финансиски услови, тука не се финансиите причина, бидејќи и кај нас се плаќаат, тоа значи дека тој студент бил задоволен од првиот циклус на студии. Ако не е задоволен, секој човек би рекол дај да ја земам дипломата и повеќе да не ги гледам овие. А да ја земите дипломата и да се одлучите дека е добро за вас, да се надградите си диплома за магистер и да платите за тоа, бидејќи државата толку е богата и толку може да финансира само за првиот циклус, тоа е најдобар доказ за квалитетот на нашиот универзитет и на тоа европско образование. И тоа посебно ме радува кога се работи за магистерските студии, бидејќи веќе младите луѓе препознаваат дека добро е да се продолжи, да не се застане само со факултетската диплома, а и препознаваат дека тоа треба да биде нашиот универзитет, да продолжат таму каде што дипломирале и тука јас посебно сум горд на тоа што го постигнавме. Ректоре, предлагам сега да направиме една музичка пауза, потоа ќе го продолжиме разговорот, да ги подсетиме на уште некои убави моменти кои ни се случија во 2025 нашите слушатели, но посебно студентите и оние што се запишуваат на втори и на трет циклус студии. Почитувани слушатели, бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио по ФМ Битола. Ве подсетувам, ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а денеска наш гостин е професор доктор Игор Неделковски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, со кој го реализираме традиционалното новогодишно интервју. Ректоре, реков сега во овој дел од разговорот да подсетиме на уште една значајна, барем за нас, за Универзитетот, за академските работници, новина или продолжување на нешто што беше заборавено, барем од страна на државата. Министерството за образование и наука финансира научни проекти и можеме да се пофалиме дека Универзитетот Свети Климент Охридски чинам доби 7
Да, за ова ние имавме и наменска пресконференција и мислам дека имаше и дополнителни објави. Ова е посебно што не прави горди од аспект на научната работа. Во Македонија немаше 15 на години повик за научно-истражувачки национални проекти. Исклучиво зависевме од меѓународните програми, преди се на Европската Унија и помал дел на НАТО или некои други донатори. Оваа година нашето Министерство за образование и наука објави повик и тоа за проекти со многу сериозен буџет. Значи, се движат негде меѓу 6 и 8 милиони денари за 2 години, тоа е значи преку 100.000 евра. Такви проекти се на ниво на развиените земји кои се финансираат и ние така сум посебно горд што, како што рековме, добивме 7 проекти, од кои 5 на единиците и 2 на придружните членки, и со тоа не само што сме втори по бројот на добиени проекти во Македонија, туку имаме скоро дупло, не скоро, туку повеќе од дупло од оние институции кои се трети по бројот на одобрени проекти, секако зад големиот универзитет Свети Кирил и Методи, кој делува во главниот град и кој абсорбира повеќе од 50% од студентите во јавните универзитети во Македонија, и бројот на вработени е поголем од на сите други јавни универзитети заедно. Но веднаш за тој голем универзитет се пласиравме ние, како што реков, со повеќе од дупло број одобрени проекти од другите универзитети кои беа одобрени. Тоа е доказ дека нашите професори, но и нашите студенти, тоа беше многу мудар потек на МОН, што во условите за аплицирање задолжително беше учество на студенти. Од прв, од втор, од трет циклус не е битно, но студенти, и тоа беше исклучителна компонента. Значи, ако немате студенти предвидено во активностите и буџетот, не се ни разгледува проектот. И тоа не прави стварно горди дека нашите професори имаат сериозен научен потенцијал, а покрај нив и нашите најдобри студенти кои сакаат да се занимаваат со наука. Токму заради тоа реков дека ова ќе биде интересен момент да се спомене и за студентите од прв, втори, трет циклус, затоа што и тие треба да бидат вклучени во рамките на проектите кои што ќе ги работат, нели, оние кои што ги имат добиено од единиците на универзитетот. Мислам, дозволете, ако сега веќе зборуваме за проектите, ги има повеќе на единиците на универзитетот, но она што последно како проект имавме можност повеќе да се запознаеме, Нано-Биотек Nexus проектот, кој што започнува да се реализира малку поинтензивно. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и економскиот факултет од Прилеп се во тој конзорциум, да речеме, на проектот кој што го реализираат. Да, кога сме станува збор кај проектите, навистина морам да ја изразам мојата почит кон сите професори што многу активно се учествуваат во многу проекти, во многу апликации. Нормално не секогаш сите апликации се одобрени. И тука јас тоа го споделив и во мојата програма. Во последните 2 години имаме историски најголем приход од меѓународни донатори како универзитет. А со нестрпливост ја чекам завршната сметка за 25-та, бидејќи може би ќе биде уште подобра од оние за 23-та и 24-та, кога велам беа бројките далеку највисоки досега на УКЛО. А тоа го прави меѓу другото и овој AID проект, тоа е од Европскиот институт за иновации и технологии, кој што исто доста голем проект. Тоа е програма на која Македонија прв пат годинава имаше можност да аплицира. Доста е рестриктивна
програма, бидејќи еден универзитет може да даде само еден предлог. Не е како некои други програми од тука ќе ги спомнам Еразмус, Хоризонт или така, каде што можете да дадете поголем број, а во некои не е ограничен. Така да, значи ние од со таа една апликација бевме успешни во првиот турнус на проекти кои што се достапни за Македонија, и веќе два универзитети кои подоцна добија не замолија за помош, бидејќи никој претходно немал во Македонија и не може да се пофали дека да, јас знам, имам искуство, работев на проект минатата година или пред 5 години. А посебно овој проект е интересен што работи на технолошките иновации, нешто што е иднината на Европа, на светот, и каде што Македонија по тој Европски иновацијски индекс стои релативно лошо спрема оние другите водечки европски земји, па и не само водечките. И тука ние имавме серија активности со кои ги стимулиравме нашите студенти да размислуваат во поглед на иновации во рамките на таргетирана група, значи на таргетирана област. Тој проект е наменет за истражување во биотехнологијата и нанотехнологијата. Имаше и предлози во нанотехнологијата, но во биотехнологијата имаше доста иновативни предлози. И што е уште побитно, не се само за студенти, него и за мали и средни предпријатија, за предприемачи, поединци, да преку поддршка од тој проект се развијат нивните бизниси и потоа преку соработка со универзитетот имаат бенефит и нашите студенти и бизнисите, бидејќи на бизнисите секогаш ќе им требаат добри, паметни студенти, а на студентите ќе им требаат секогаш иновативни, напредни бизниси, каде што ќе може и да се надокредуваат, но и да заработуваат повеќе од просекот во стандардните бизниси. Да, во рамките на проектот и се доделија и награди токму за тие иновативни решенија. Висината на наградите е голема, на вистина за наши услови. За наши услови вкупниот фонд беше 25.000 евра. Комисијата, која не беше составена од професори, мислам имаше еден-двајца професор, сите беа надворешни членови, одлучи да ги доделе на 3 организации и поединци, фактички првата награда 12.000 евра, втората 8.000 евра и третата 5.000 евра. Ме радува фактот што еден од наградените е и наш студент, како поединец кој има идеја за развој на некоја биотехнологија поврзана со производство на мед сега. Така, апитерапија. Така, да, добро, јас не учествував, така да не знам кои беа точно идеите, но знам дека, мислам дека и третата награда беше поврзана со нанотехнологија, не беше со биотехнологија, што е така реткост за Македонија, и поврзувањето на универзитетот со бизнис што работи во нанотехнологии дава стварно можност за да имаме тука соработка на нашите студенти со така напредни технологии. Се надеваме дека следната година ќе биде многу поголем бројот на студенти кои ќе учествуваат на овај надпревар. Да кажеме дека надпреварот се реализираше во исто време и со одржувањето на прославата по повод патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски Витола во декември, но за него малку повеќе по музичката пауза, бидете и понатаму со нас. Не ме прашуваш,
Дали ти е се едно, не ми кажуваш, како ми е не сваќаш, не ме прашуваш. Дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, толку ти е неважно, каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука пие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Ректоре Неделковски, патрониот празник на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ова 2025 година, малку поинако беше одбележувањето од вообичаено, 3-дневна прослава, но она што го направи можеби малку поинакво одбележувањето е тоа што завршниот настан од манифестацијата со која се одбележуваше 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик се реализира токму тука, на Укло. На Укло му беше дадена честа да биде организатор на тој завршен настан. И повторно тука корени и крија, европска диплома дома, поврзување на Укло со заедницата, конкретно во случајот со гимназијата Јосип Броз Тито, се направи еден одличен уметнички перформанс, но и со останатите активности кои што беа тука, навистина извонредно одбележување на нашиот празник. Да, благодарам на констатацијата. Да, вистина за нас е голема чест. Првен ни беше голема чест што координативното тело при владата на Република Македонија, кога ја правеше државната програма за одбележување 80 години македонски јазик, како завршна манифестација, ја стави одбележувањето во рамки на нашиот патронен празник. Тоа првен беше така големо задоволство, но и за нас обврска, бидејќи такво едно владино тело составено од повеќе министерства, од повеќе експерти, од сите универзитети да ви даде доверба да имате завршната приредба на нешто што е најзначајно за сите нас. Тоа е македонскиот јазик кој и најпак не прави македонци. Другите карактеристики ни се повеќе или помалку слични на Балканот.
но тоа ни даде и обврска да размислуваме уште од првиот момент како тоа да го реализираме, а да не биде само настан на универзитетот, бидејќи во програмата не беше ставено дека е тоа универзитетски настан, тоа е општ настан на ниво на држава. И тука навистина остваривме одлична соработка, контакти и заеднички дефиниравме идеја со гимназијата Јосип Броз Тито од Битола. Фактички јас бев поведен од нивното одбележување 80 годишнина, кога ме имаја покането да присуствувам на тој нивно одбележување и како ректор, но и како нивен бивш ученик во средното образование. И јас се фасцинирав од она што таму го покажаја нивните ученици, односно таму функционира наменска театарска група Анима 4, и веднаш им предложив на директорката и заменичката директорка, која покрај тоа што е заменичка и ја раководи таа група, им ги пишува сценаријата и така натаму, пошто е професорка по македонски јазик, веднаш ја предложив таа идеја да направиме нешто заеднички, а поврзано со македонскиот јазик и прославата на неговата стандардизација. Беше веднаш прифатено, беше и голем бенефит што заменичката директорка е и професорка по македонски јазик, така за неја беше и предизвик. Одма ги мотивира и помладите професорки по македонски јазик, направија една наменска сценарио за поврзано со македонскиот јазик, кодификацијата, соработката со универзитетот, иднината на јазикот и на универзитетот, и тоа резултираше со представата Слово љубве, која патем беше режирана и од самите ученици. Стварно еден професионален настан. Салата на Народниот театар беше претесна, бидејќи присуствуваја не само од нашиот универзитет, професори од нашиот универзитет и од гимназијата, туку и многу и ученици, нивни родители, граѓани. Впрочем, онака како што вие рековте, направивме настан не за универзитетот, туку за регионот, за градот во кој делуваме, но и за државата. Впрочем, современиот македонски јазик по многу нешта започнал во Битола или Битолско. Го имаме училиштето во Преспа, во Љубојно ја имаме гимназијата, каде што прв пат започна гимназиско образование на македонски јазик, го имаме театарот со првата представа на македонски јазик во современа Македонија, така да многу беше нормално и Битола да биде градот каде што ќе биде завршната прослава. Со нетрпение го очекуваме и видео материјалот од таа представа. Работат фирмите кои беа ангажирани на негова монтажа, како што доликува, да го споделиме и на национално ниво, стварно настан што ќе се памети. А академскиот кадар на УКЛО ќе го памети повтор пат доделувањето на признанија и награди на најдобрите професори на УКЛО во академската 2024-2025 година. И тоа во рамките на прославата по повод патрониот празник на УКЛО. Да, по трет пат започнавме во 2023-2024, сега во 2025. Тоа веќе е традиција, тука си е влезено, веќе ќе се продолжи и натаму. Годинава имавме и малку иновирање во критериумите. Може би во иднина исто ќе може и да малку да се видоизмени, бидејќи годинава за прв пат имаме пристап до базите Web of Science и Scopus. Тоа го плати исто Министерството за образование и наука, така да ќе може да правиме и ние метрика на научните постигнувања на
професорите да не биде само со конкурирање, бидејќи досега никој универзитет македонски немаше пристап до овие бази и не можевме да правиме анализи, така да тоа е нешто што го започнавме во 2023, ќе продолжи, ќе се прошири, ќе се надгради, бидејќи универзитетите се наставно-научни установи. Наставата е примарна, меѓутоа науката не смее да се занамари и треба да му се даде признание и на оние професори и студенти кои имаат и научни постигнувања, што не значи дека оние кои се повеќе посветени кон наставата се помалку вредни или од тие кои што се посветени кон врвните научни достигнувања, така да ова е нешто што го започнавме од 2023 и ќе продолжи. Дадовте и ректорски повелби. Па да, тоа сакав на крајот на првиот мандат да се заблагодарам на професори, случајно беа професорки, две, кои мислам дека овие минати 3 години ги одбележаја во рамките на не на она што е вообичаена работа на УКЛО, па нешто биле подобри и одскокнале од средината. Овие две професорки донесоја новина. После 3 години, кога ќе ми заврши вториот и последен мандат, може би ќе доделам и некои нови повелби, ако се случи повторно нешто драстично различно од претходно. А тоа беа две професорки, како што реков, Рената Петревска-Нечковска, заради активностите и менаџирањето на Колорс Алијансата. Колорс Алијансата е нешто суштинско што го смена ликот на универзитетот, уште во првиот контакт кој го имавме со Алијансата беше некаде на почетокот на 23-та, јас ја контактирав професорката и предложив да биде раководител. Таја прифати, но не само што прифати, во овие 2 години се соживеа со самата Алијанса и тука сакав да дадам признание, бидејќи тоа е нешто сосема поразлично од претходните 46 години на овој универзитет. Вториот момент и втората повелба беше на професорката Анка Трајковска-Петковска, бидејќи со нејзино залагање како почесен професор УКЛО го доби првиот Нобеловец. И тоа, ако има градација меѓу Нобеловците, тој Нобеловец Ден Чехман е легендарен од оние кои што се живи, научник од светски глас, кој развил некои теории кои биле во областа на хемијата, биле незамисливи во периодот кога тој ги почнал да тврди дека тоа е возможно. Човек кој што буквално има статус на сите водечки универзитети, дали како почесен професор, дали како соработник, кој буквално е тешко да се најди не месец, недела на слободно време за да може да дојде, и тој човек прифати да биде дел од УКЛО, да не само да дојде да присуствува, туку и да го прогласиме за почесен професор, велам Нобеловец. Малку ги има во Македонија, ретко доаѓаат, а да дојдат на УКЛО и да бидат почесни професори, стварно е нешто историски различно од претходниот период. Затоа одлучив на овие две професорки да им доделам повелби за нивното надвор од вообичаеното залагање во однос на она што е вообичаена работа на УКЛО. Ректоре, во ова новогодишно интервју би сакал уште 2 моменти да споменеме. За време на одржувањето на годишната конференција на УКЛО,
се промовира и се кажа дека укломрежата сега веќе станува интернационална, значи интернационализација на укломрежата како момент. Да, значи укломрежата е една платформа со која ние започнавме првен да ги мотивираме оние професионалци, научници од регионот кои што не се дел од укло, да соработуваме, да работиме на проекти, на научни истражувања, научни трудови. Се прошири, посебно беа два моменти, тоа се професорите Горан Петровски од Универзитетот во Осло, битолчанец по потекло, и професорот Сашо од Кинеската академија на науките и уметностите, кои како битолчани изразија желба да се приклучат кон укломрежата, беа многу така фасцинирани од можноста исклучиво од сентиментални патриотски причини да тука доаѓаат, одржат некое предавање, аплицираат на некои проекти и така натаму. Тогаш излезе идејата дали е можно и други такви кои не се македонци по род да ги привлечиме кон укло мрежата и се одлучивме да целиот процес на аплицирање, на евалуација да го направиме и на англиски јазик и веќе на оние што се соработници да им нудиме да се приклучат кон укло мрежата, иако таа мрежа ја промовиравме пред месец дена, веќе имаме еден професор кој што добро потекнува од Леринско, меѓутоа не знае македонски, тој е роден во Австралија, моментално работи во Кина, а е и експерт на Обединетите нации, стварно врвно име, Стефан Минас. Веќе одма, уште првиот месец изрази желба, се пријави, веќе ни испрати некои можности за соработка, дека иако живее далеку, дека сака да соработува и да биде од таја, да речам, дел од укло на еден малку така во која ќе се свати во поширок обем, значи не директно вработен или ангажиран, туку посредно преку укло мрежата. Вториот момент што сакав да го нагласам, тоа е неодамно држаната 4-та годишна студентска Укло Колорс конференција. Секоја година на конференцијата нешто ново, па така и ова. Имавме 16 пријавени труда, 25 учесници, чинам беа 15 ментори, работеа заедно со нив, изворени трудови, оригинални би рекле, што навистина не радува кога така студенти изразуваат желба и на тоа научно поле истражувачко да се ангажират малку повеќе. Па, студентската конференција е нешто што мене лично, а мислам и на секој професор, посебно го фасцинира. Јас се сеќавам уште првата година, значи само што започнав со мојот мандат како ректор во декември 22 година, кога дојдов не на свеченото отворање, на свеченото затворањето, да. Зошто? Бидејќи бевме универзитетот во Тузла, имаше годишнина и присуствувавме таму со проректорот Андреевски на нивната церемонија и кога тргнавме за назад, не можеше да се стигне, нели, заради долгиот пат на отворањето, реков сигурно ќе присуствувам на затворањето да видам што е тоа за прв пат што го започнавме. Кога се појавив, буквално останав без зборови, кога видов студенти со нивните професори, ментори, мотивирани да презентираат научни трудови, значи по сите критериуми на научен труд за научно списание. Мојот восхит немаше крај, јас така се возбудив, а годинава тој восхит веќе прерасна во гордост, бидејќи секоја година имаме
подобрување, зголемен број на трудови, се повеќе ментори се одлучуваат да се вклучат, се поголем број на студенти. Веќе имаме студенти и од Колорс алијансата, значи од странство. Конференцијата е исклучиво на англиски јазик и тоа резултираше да веќе почнеме да издаваме студентски научен часопис, класифициран по сите критериуми на научната издаваштво, референциран во некои бази и сме горди што започнавме први во Македонија со таква пракса, да не биде студентско гласило, него студентски научен часопис во кој авторите мора да се студенти. И сега реков дека има и новина оваа година, преку Кредо центарот, директорката, професорката Исмина Буневска-Талевска најави дека 3 труда избрани од комисијата која ги оценуваше ќе добијат еден поинаков начин на награда, да речеме, работа надвор од она што значи универзитет, со компании, со фирми, со алумни на универзитетот. Да. За усовршување и можеби токму таму да се работи дипломски труд, магистарски труд. Значи, ова е богатство кое ние, тие и минатата година најдобрите добија паричен надомест. Беа ослободени од ослободени. Му беа рефундирани средствата за партиципација што ја плаќаат студентите. И тоа е добро да се даде еден финансиски така, не е можеби и мотив колку што едно финансиско признавање на нивниот труд. Но ова што нашата директорка на Кредо центарот го најави е нешто што доправо мислам дека ќе има ренесанса за таа научна конференција. Бидејќи постојано бизнисот се жали за недоволно број не толку на неквалитетно стручно оспособени, колку на само мотивирани студенти, можеби така приговараат дека студентите имаат знаење, меѓутоа не се многу амбициозни, барем тие што аплицираат кај нив на работа вака, ќе им се даде можност на најдобрите, а очекувам од идната година бизнисите сами да идат тука да бараат соработка, можеби и да донираат, бидејќи ако студент самиот се мотивирал да напиши научен труд, нормално под менторство на свој професор, тој значи студент е од оние што се високо мотивирани и бизнисот ќе може преку оваа конференција да има пристап до тие студенти не само што се добри по своите стручни знаења, туку и високо мотивирани како личности дека сакаат да работат на свое надградување, на проширување на своите видици и знаења. И тука мислам дека тој потек што го најави професорката Буневска ќе биде навистина уште еден мотив за интензивирање на соработката со стопанството. Ректоре, времето не гази, остануваат уште многу работи што веројатно требаше да ги спомнеме во ова новогодишно интервју, но веќе и за нив сме информирале во програмата на Универзитетското радио УФМ, ќе ни простат ако не ги спомнавме. Јас би сакала за крај на ова новогодишно интервју да ни кажете накратко или да ни откриете што можеме да очекуваме или што треба да очекуваме во 2026 година. Па, нешто што се случи на завршната на годинешната завршна конференција на Колорс алијансата, значи не на целиот проект, на целиот грант, него на оние активности што беа само оваа година, нашиот универзитет, односно една студиска програма од економскиот факултет во Прилеп, подпишавме декларација за заедничка диплома со Универзитетот од Ферара во Италија и Универзитетот од Вентспилис во Латвија.
Овие 3 универзитети се први од 9 во алијансата кои се охрабрија и ветија дека во наредните 2 години ќе работат на заедничка диплома. Заедничка диплома е приоритет и на Европската комисија. Тие во април годинава го промовираја концептот European Degree, значи европска диплома. Диплома што ќе може да се студира на повеќе универзитети, а да се добие една диплома која ќе важи во цела Европска унија. А ние со таа декларација кажавме дека ќе се посветиме да ги согласиме нашите студиски програми меѓу овие 3 универзитети и дека студентите на крајот нема да добиваат двојни дипломи, значи по една диплома од 3 универзитети, зашто сме имали и порано таква пракса, туку една заедничка диплома подпишана од 3 ректори, од 3 декани на факултетите, во случајов ќе биде како пилот економскиот факултет во Прилеп, и ќе има важност секаде каде што се признаваат дипломите од УКЛО, таа диплома е признаена. Секаде каде што се признаваат дипломите од Ферара, а тоа е цела Европска унија, таа диплома е признаена. Секаде каде што се признаваат дипломите од Вентспилис универзитетот, таа диплома по автоматизам е признаена. Фактички ние се надеваме дека таа диплома ќе добие ознака за европска диплома. А ова е и во согласност со националните приоритети на владата и Министерството за образование и наука, бидејќи во дописот што ни го испратија некаде во средината на годинава, кажаа дека стратегијата на владата е што повеќе да има заеднички дипломи наместо сегрегација помеѓу универзитетите, иако ќе биде голем предизвик. Ќе биде голем предизвик и кај нас во регулативата нејасно или немаме регулатива за заедничка диплома. А посебно ме изненади тоа што немаат ни многу поголеми или оние земји што ги мислиме дека се многу подобри. Тоа е главниот предизвик за 2026, можеби и 2027, да тоа што го подпишавме, успееме да го реализираме, и тоа ќе биде главната новина, ете, пошто ме прашавте нешто ново да кажам. Останува уште вашата новогодишна порака до студентите, до наставниот, академскиот кадар на универзитетот, но и до поширокото граѓанство. Па, следете го примерот на УКЛО. Во секоја наредна година бидете подобри од она што бевте во претходната. Ќе бидете задоволни и вие, и сите околу вас. Ректоре, ви благодарам за интервјуто, ви благодарам за разговорот и ви посакувам добро здравје и секако се гледам и се слушам и во новата 2026 година. Благодарам, секако со задоволство, секогаш сум тука за вашите интересни интервјуа. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Ispraćam, majko, ispraćam Beograd od Drene. Na matku Ilio, da kupi, majko, da kupi za mene kapela. Kapela, majko, kapela od 300 groša. Donosam, majko, donosam na den za Ilinde. Donosam, majko, donosam na den za Ilinde. Donosam, majko, donosam na den za Ilinde. Укло ФМ, Битола, декември 2025 година. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk.